Ричард Кремер е председател на организацијата Алијанса САД Европа во Вашингтон и во интервју за Гласот на Америка признава дека засега има застој на патот кон членство во Европската унија и нема формула како да се надмине. In large part because of the EU's decision to suspend the accession process back in October. Најмногу поради одлуката на Европската унија во октомври да го суспендира процесот на проширување. Генерално влада е оптимизам, има некаков економски растеж во регионот, нема знаци за отворен конфликт. И јасна е желбата на жителите од Западниот Балкан, особено Македонија и Албанија, за демократско интегрирање во Унијата. Запрашан, какви импликации носи одлуката на Брисел да го одложи почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија врз другите во регионот, Крамер вели. It's certainly a damper for the aspirations of other countries in the region. Сигурно е разочарувачки за аспирациите на другите земји во регионот. Предпоставувам дека прашањата кои ги поставуваате кому сега да се подпреме, ако ЕУ привремено е уморна од проширувањето. Можеби ќе сакаат да ги пренасочат своите држави кон поблиски односи со САД и со Велика Британија. Меѓутоа, дали ЕУ може да го задржи кредибилитетот на Западниот Балкан покрај ефектот од привременото замрзнување на проширувањето? That's a tough question to answer because that's a question for folks in the Balkans. Тоа е тешко прашање да се одговори. Тоа е прашање за граѓаните кои живеат на Балканот. Дали тие сметаат дека е нарушен кредибилитетот на Европската унија? Кога ќе ги видите анкетите кои натаму покажуваат дека мнозинството сака да биде дел од унијата, тоа не е случај. Но целосно ја разбирам разочараноста на Црнагора, Северна Македонија и Албанија кои што презедоа многу реформски чекори кон евентуално членство и сега мора да почекаат зашто вратите на ЕУ се затворени. И додека ЕУ се колеба за интеграцијата на регионот, Москва е будна. Изминатата деценија регистриран пораст на стапката на руско влијание, зацкриено или отворено, подсетува Кремер. The mask is off at this point. There's much greater awareness in European capitals and here in Washington. Маските сега се симнати. Има голема свесност во европските метрополи и овде во Вашингтон за руската стратегија кон Западниот Балкан. Русија и натаму е активна на Балканот, но како што изложивме во нашиот документ за англо-американско партнерство на Западен Балкан, треба да се воочат економската и геостратешката важност на регионот и со подобрување на инфраструктурата и зголемување на финансиската поддршка и развој, граѓаните да бидат во можност да носат правилни одлуки за нивната иднина.